И во услови на глобална економска неизвестност, македонскиот денар ја задржува својата стабилност. Довербата на граѓаните и компаниите во домашната валута останува висока, а тоа се потврдува и преку растот на депозитите, посочи заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски, нагласувајќи дека министерството останува посветено и на намалувањето на сивата економија. Стабилноста на националната валута е директен резултат на стабилните политики кои што ги води државата и оваа влада, претходните влади и секако Народната банка на Република Македонија. Согласно податоците од март 2026 година, годишниот раст е забележен годишен раст од 16,3% кај депозитите во денари од страна на граѓаните и од 13,3% зголемување на депозитите во денари од страна на корпоративниот сектор. Според Љубе Трпески, поранешен гувернер на Народна банка, но и член на комисијата која го реализирала проектот за воведување на македонскиот денар, војната во заливот може да има одредени економски последици, но директно нема да ја наруши стабилноста на денарот. Здравјето на денарот не може да го наруши, меѓутоа ќе има последици врз економијата, а со тоа како што ќе слабее, бидејќи ние сме врзани со еврото, како што ќе слабее еврото, така ќе слабее и денарот, меѓутоа да се надеваме дека ќе заврши брзо војната и дека нема до такви тешки последици да има. Годинава македонскиот денар одбележува 34 години од неговото воведување како национална валута. Трпески се присети на тој период, нагласувајќи дека тогаш инфлацијата дневно достигнувала вредности кои денес се карактеристични за годишно ниво, што јасно ја отсликува разликата во економската стабилност во тој период и денес.